Да, се враќаме во студиото со нашите гости Јовица Страшевски и Тони Науновски. Страшевски, спомнавме на почетокот на емисијата, го спомнавме тој стратешки договор со Соединетите Американски држави. Интересно е сега што после втората блокада на Бугарија, прво председателот Пендаровски вели дека Македонија треба повеќе да се посвети на тој договор, а веднаш по тоа доби одговор од министар за надворешни Османи, кој вели го прифаќам повикот на председателот, и јас мислам исто. Значи, очигледно е дека се работи за една координирана, договорена стратегија. Што значи тоа за земјава, доколку, дали е тоа субституција сега бараме во тоа што Европската Унија директно не излажа за Преспанскиот договор, тоа е факт дека не излажа, и дали тоа е добра стратегија за држава, едноставно Европската Унија да ја стави во лер, нели, што биде, а да се сконцентрираме кон Соединетите Американски држави. Значи, моје лично мислење е дека Македонија како мала земја требаше првично и најбезволно да се определи како број еден стратешки партнер да бидат Соединетите Американски држави. Сите турбуленции што се случуваат во периодот во Европската Унија, неколку години наназад, најави дека некои членки ќе отстапат, па дека ќе се раздели Европската Унија, сите тие турбуленции кои се случуваат таму влијаат и на нивната политика како во однос на Македонија како мала држава, меѓутоа и на целата Европска Унија. Повторно би повторил, значи би било добро Македонија да се концентрира на Соединетите Американски држави заради тоа што искрено беа и меѓу едни од првите држави кои не призна и потуставното име и даваат цело време поддршка на државата, за разлика од некои европски моćници кои не доведоа до оваа ситуација каде што сме сега, и секогаш кога Македонија треба да влезе во Европска Унија, се појавува некој од соседниве држави кај што става рампа на Македонија и кажува дека имаме одреден проблем. Значи 30 години го влечеме проблемот со Грција, сега уште 30 кога го влечеме со Бугарија, па 30 со некоја друга од соседна држава. Што очигледно дека не е случајно веќе. Не е случајно, дефинитивно дека не е случајно, меѓутоа топло-ладно играњето на Македонија со дали е стратешки партнер број 1 на Америка или Европска Унија, мислам дека се до тоа ни се одрази и во оваа ситуација што сме денес. Да, видете, не е случајно, токму заради тоа што тоа се историски балкански реалности, кои што се уште имаат големо и митолошко, но и реално политичко значење во релациите помеѓу балканските држави, односно народи. Значи, едноставно на Балканот митологијата и на националните митови, со ништата за големи граници, држави, историски вистини, победи и така натаму, се уште силни, и ми се чини дека ова парче на земја, на Балканскиот полуостров, е некако специфичен ентитет со собствена митологија, модели на мислење кои што во голема мерка се разликуваат од оние на други подрачја од светот. Инаку, факт е дека Соединетите Американски држави ја направија Македонија по свој терк, по свој модел. Значи, денес ние сме огледалото на американската политичка волја. За овие 30 години, значи сите крупни промени во уставот, односно сите битни политички настани, се случија со силна логистичка, политичка, дипломатска и секаков медиумска, секаков друг вид на поддршка на Соединетите Американски држави. Охридскиот беше донесен од нив, Преспанскиот беше донесен, не велам од нив директно, меѓутоа со нивна силна логистика. Двојазичноста и така натаму. Дали е тоа добро за македонскиот народ? Не знам. Има прашање. Дали е добро за македонската држава? Прашање. Бидејќи има различна визура, може да се интерпретира од различни позиции. И двете се веројатно легитимни. Меѓутоа, ова последново, например, предупредување на листата на Бајден, мене барем ми укажува дека тие се уште подсвесно сега решени да дојдат на Балканот и да останат. Не дека до сега не беа. Ми се чини дека сакаат, ми се чини дека сакаат уште повеќе да се зацврстат. Извини што те прекинувам. Значи Македонија требаше да ја свати пораката што тоа што Соединетите Американски држави ја направи амбасадата на Кале со целиот капацитет што кој го поседуваат таму,
една јасна порака им испрати Америка до Македонија дека стојат за нас и тука се цело време. Не, неспорно е, меѓутоа како Неодлучноста стојат? на нашите политичари Да, не доведе до добро, таа не, ситуација. го разбирам тој дискурс, меѓутоа прашање е сега колку тие не помогнаа, бидејќи на пример прашање колку е принципот на Бадинтер да речеме или принципот на така наречената пропорционална застапеност е добра. За самата држава, за самиот систем на институции или на пример дали Преспанскиот е наистина толку добар колку што тие велеа дека е добар, нели? И со нивна логистика се донесе. Значи прашање е. Некој велат дека не е добро, некој велат дека е добро. Но дека нема, јас тоа добро го знам конечно, дури и директно, бидејќи сум представник на од Македонија, нели? Или представник за Македонија на една од највлијателните евразиски невладини организации, која што е поврзана со и така. Значи јас тоа го знам. Нема Русија, а уште помалку Кина на Балканот. Нема. А во Македонија па ич нема. Значи нема, освен нема ни економија, освен бензинските пумпи овие што се кажете и како се вика овие. Лукойл. Да, значи Лукойл, да. Значи нема политичко никакво влијание овде Русија или во таа смисла нема алтернатива за нас. Колку и да звучи контрадикција на дијекто, значи секогаш има алтернатива. Меѓутоа во случајот гледано сериозно, Македонија нема алтернатива освен САД и ЕУ. Бидејќи нема, и Кина ја нема, Русија ја нема, ЕУ е исто што и САД. Така да, барем за нас. Така да тие прашања сега се ми се чини веќе надминати. Сега не преостанува само ние да се обидеме да направиме ресетирање на перцепцијата на дипломатијата, на политиката на САД кон нас. Во смисла да ги вреднуваат повеќе македонските национални интереси од тоа отколку што тоа го правеа досега. Значи да им укажеме дека не бива, така да се каже. Мислам дека пресвртен момент во таа смисла како историска реминисценција беше некаде во 2001 и битката за Рачиново и така. Чи мислам дека тогаш некаде нешто се скрши кај нив или кај некој центри на МК, а сватија дека не бива во смисла на организираност на држава. И тогаш застана, нели, направија други планови за Македонија како и така. Мислам, направија нивен модел кој што го реализира и денеска сме нивно огледало. Денеска сме ние нивно огледало. Што сакаа, тоа направија од Македонија. Велам, ќе остане за векови дилемата колку дали можеше подобро за нас и како држава и особено како народ или не можеше. Но дека тука е нашата нова задача, значи да се обидеме да им докажеме дека вредиме како држава, општество, народ, нација и да ги така да кажам да се обидеме, нели, да ги ресетираме тие односи во смисла на нивна поголема поддршка секаква, економска, геостратешка. Еве преговорите сега со Бугарија, на пример, да застанат експлицитно на наша страна, а ми се чини дека полека застануваат, некои изјави на... Тоа мислам дека не е проблем воопшто. Добро, да, и тоа е битно. И ова со Бајден, на пример, тоа кога го прочитав, кога видов, нели, што е суштината, кога размислив, мислам дека е уште една потврда меѓу другото дека тие немаат намера не само да се поместат малку од оваа територија, туку уште повеќе да се зацрстат. Дури ако веќе, нели, може да отидеме во анализа на други аспекти, дури до толку што тие ги штитат своите досегашни договори. Значи ова сега со Бајден што е листата, мислам дека е директна порака кон сите оние кои што се протиставуваат, дури сериозно се разбира, сериозно, вербално, идеолошки, политички, партиски на нивните проекти овде, како што е Преспанскиот. Да, Преспанскиот е надополнет сега. Инаку таму се ставени рамковниот, да, и рамковниот, детонскиот... добро. Значи тоа што покажува? Значи сега покажува дека вие ако се разбира, ако сте битен сега, ако вие си пишувате или си држите говори во село, тоа нема никој да не е битно, не е релевантно во политички реален дискурс. Меѓутоа, ако сте вие партија сега, сериозна или малку поголема, и ако имате, да речеме, програмски документ кој што е остро против, да речеме, Преспанскиот или, не знам, рамковниот, тогаш вие директно дури, дури не индиректно, директно станувате, така да кажам, непријател на САД, што е страшно. Јас тоа не би се осудил да го направам, бидејќи знаеме кој е господар на Балканот. Тоа е САД несомнено. И сега што сега да кажам, дури и овде се гледа колку е
дилетантска, детска, да кажам, незрела, аматерска, политиката на Мицковски и на тие околу него. Значи, ръководството. Значи, гледате сега што прават тие. Тие сега, за да колку толку го вратат своето разочарано, со право разочарано членство, формираа некаков се таму патриотски институт, платен, со пари. И сега тие наедна станаа патриоти. Веат знамиња, одат се поклонуваат на, не знам, на кјосето на ове, што е, мели, во ред, тоа треба да се почитува историјата. Дека тој председател на Патриотскиот да се докажам институт бидејќи ми е битно. изборуваше против Да, Мицковски. против, да, па му даде функција и сега да. Так. Добро, да, и веројатно и е платено тоа, да. Побитно е ово што сакам да го кажам. И сега тие наеднаш, сега тој граѓански вокабулар и дискурс кој што го зазема ВМРО ДПМН со Гордана Јанкуловска Гога, со Рашела, Мислите Гордана со Силјановска? Рашела, со и така Тимчо Мусунски. Мислите на Гордана Силјановска, не Да. Јанкуловска. Добро, Гога Јога, мислам, тоа е не познае во ред. И сега тој граѓански, така да кажам, вокабулар и пристап во политиката, што е тотално поместување на идеолошката матрица на ВМРО, а кој што Мицковски го спроведе, го реализираше од 2017 до пред неколку месеци. Сега наеднаш, соочени со фактите, дека членството им опаја, дека губат на избори, сега многу на некого многу детски и лесно му текнало, чекате, ајде сега пак и глумиме патриоти, и ќе земат знамиња и одат по на гробовите на Јанес, на не знам, на Гоце Делчев и така натаму, веат знамиња, смрт или слобода, сонцето од Кутлеш, Вергина, Бонче, што е во ред. Меѓутоа, колку е тоа лицемерно и детски сега, тоа мислам дека бите секој... прекинат. Знаеш, за само момент, знаеш што сакам да кажам, ќе забрзам. Што оди со тие Ќе знамиња скратам. таму, тоа го Не. прави од срце. Добро. Верувај ми. Меѓутоа, вака сега. дел од раководството што оди Добро. на тие работи, Добро, тоа да. го прави Но, маркетинг. гледате, кога ќе го видите тоа, значи сонцето Вергина, смрт или слово и така, и кога ќе помислите на тоа дека тие беа директни поддржувачи или понекогаш индиректни поддржувачи на промената на името, знамето, Рамковен, Пржински, ваков, таков договор, чекате са, како сега наеднаш вие станавте патриоти? Кај бевте вие, кога се менуваше името, Уставот, со Преспанскиот тие беа во Битола или во Ташмаруниште. Така ли беше? Значи сега наеднаш за да ги привлечат, за да ги излажат луѓето, наједноставно кажано, дека се они пак патриоти, ВМРО, сега тие ќе почнат пак да глумат со тие знамиња и така натаму. Сега, вака. Ова со Бајден е многу сериозно. И мислам дека треба сериозно да го сватат. Пораката со оваа листа на Бајден е предупредување до ВМРО да помине, веројатно до Мицковски директно, меѓутоа, нели, до нив таму, до раководството, меѓутоа ние мора да гледаме нели како партија. Да не си играат, дури ни да не си играат знамиња. Значи тоа што го прават тие таму, тие од така наречен Патриотски институт, тоа е директно му удираш во очи на Бајден и на СД. Да, Јас да сум Мицковски, мислам дека треба тоа се да се тргне на стана. Добро, во однос на Затоа што ќе дојде во директен судир со САД. во однос А на јас тоа не би го сакал. сакам Мислам, Што јас не би секогаш се се идентификувало со тие знамиња и со тие пароли, тоа не Ама, можеме да го спориме. Меѓутоа, сегашното символичко- раководство и овиот Да, тој така. тако наречен Патриотски институт, што тоа го злоупотребуваат за нивни цели, Така е. тоа остава лоша слика. Така е. Дали Страшевски, во однос на извршната наредба на председателот на САД Бајден, има различни интерпретации за тоа за кого се однесува. Па така во наредбата, значи еден дел од неа е посветен на меѓународните договори на Балканот, склучени под медијаторство на САД, значи Дейтон, Охридски, Преспански, а има еден дел кај што се зборува и за корупцијата. Па така, владеачката СДСМ вели дека ова е јасна порака за опозицијата, бидејќи работат против Преспанскиот. Опозицијата вели уредбата на Бајден е јасна порака за власта, бидејќи корупцијата лежи кај нив. Како вие би го толкувале ова или мислите можеби дека наредбата се однесува на сите? Се надевам дека вие сте долгогодишен новинар, дека ќе се сложите со мене. Откако постои Република Македонија, од независноста навака, нити еднаш власта и опозицијата, без разлика кој е на власт, кој е опозиција, нити еднаш не застана пред меѓународниот фактор со заеднички став.
секогаш власта е критикувана од опозицијата и обратно. Поради тоа се случуваат оние работи што Тони Преска внимателно го слушав, кажа дека Соединетите американски држави дали помогнале за државата наша или не е дискутабилно. Не е дискутабилно заради тоа што тие ни подадоа рака. Меѓутоа што нашите политичари во претходниот период не заеднаа да најдат заеднички консензус да искористат таа подадена рака, наместо тоа да го направат, да се обединат, барем во поглед на национални или државни интереси, тие секогаш меѓусебно како парвачиња на секогодоша кај учителката. Добро, тоа е големиот проблем. Да се вратиме на сегашната уредба, повторно би ве прашал што мислите за кого се однесува, бидејќи ајде да ве подсетам. Мислам дека таа уредба се однесува. Имаше едно соопштение, ми се чини дека беше од амбасадата на САД во Скопје или од Стейт департмент, не се сеќавам точно, мислам дека од амбасадата беше, кај што вело дека борбата против корупцијата во оваа држава е толку важна што таа се поистоветува со стратешкиот договор подпишан со Соединетите американски држави. Затоа ве прашувам што мислите за оваа уредба на Бајден. Видете, таа уредба на Бајден е добра порака, јасна порака до сите политичари во држава и од власта и од опозицијата. Дека она што е долги години работено, значи тоа не е од вчера преспанскиот договор, не е од вчера Охридскиот договор, не се тие од вчера некому утекнало па ги направил тие договори или стратешки работи, тие се планирани години и години на нас. Таа е една цел зацртана која на овој или на оној начин. Меѓутоа, во Република Македонија во овој момент, се додека опозицијата глуми дека сака да ја смени власта, и се до оној момент додека опозицијата не си признае дека во овој момент во ситуација кај што се наоѓаме денес е реалност, денешна реалност, која е болна за цела нација македонска, цел народ, меѓутоа таа е реалност денешна. И наместо да се сконцентрираме како до тоа, да поработиме од точка минус нула, да се вратиме на некоја нулта точка за да можеме во иднина да се створиме некои подобри позиции, ние одиме во понатамошно продлабочување на тие работи каде што не оди во никаков интерес на сите граѓани на држава. Јас сум сигурен дека не се согласувате, ми се чини баш со таа констатација, но јас сум сигурен дека уредбата на Бајден се однесуваше токму на она што претходно кажав, односно тоа е директно предупредување. Американците неколку пати зборуваат за корупцијата, само да ја подсетам. Не, јас мислам дека ова што се спомена околу корупцијата, тоа е во ред, нели, како системска задача за подобрување на општеството, на економијата, тоа е се во ред, меѓутоа мислам дека е тоа само уште една фантазија, односно детска желба на оние околу Мицкоски, да внесат значења во нивна полза и таму каде што ги нема. Значи во тој документ нема ништо друго освен предупредување директно до Мицкоски да не лаже дека е патриот, односно да не глуми, тоа е тие неговите таму тие што идат по улици. Значи да не глуми патриот бидејќи многу добро го знаат и тие, а богами и ние. Што значи тоа од една страна е добро, затоа што ја го демаскира Мицкоски во сето свое анти, така да кажам, патриотско и па на некој начин анти-ВМРО мислење и делување во изминатите 4 години, а од друга страна е можеби загрижувачки, долгорочно гледано, историски, затоа што на некој начин ја одзема секоја надеж кај македонците, кај младите македонци да сонуваат. Да сонуваат, односно да ги сонуваме своите соништа за Егеј, Пирин, за нашето сонце од Кутлеш и така натаму, за Македонија без рамковен и слично. Значи тоа се соништа кои што некаде се уште ги има, некои луѓе се уште ги сонуваат. И проблем е тоа што оваа уредба на Бајден некако ги сосекува во корен, дури и соништата. Тоа е лошиот аспект според мене, меѓутоа добриот е тоа што јавно на политичка сцена уште еднаш по кој знае кој пат го демаскираше лажниот патриотизам на Мицкоски, кој што му служи само за да си ја зачува фотелјата, ништо друго. Во однос на корупцијата, значи ви кажал, ако ги слушате наназад, во овие 30 на години власта и опозицијата, колку украла власта кога е во опозиција ВМРО, кажува колку украл СДСМ и обратно кога е СДСМ колку украл ВМРО, па ми излегува дека сме побогати од Соединетите американски држави. Сите бројки кои се споменуваат и нормално е да Америка како наш стратешки партнер еднаш стави рака на сите тие работи дека еднаш државата мора да не поправиот пат. Во однос на корупцијата, власта се фали дека ги направила
најкрупните процеси досега можеби во историјава на земјава со претворањето на Сашо Мјалков и Орце Камчев, вела дека тоа е доказ како правдата делува во пракса. Од друга страна, критичарите велат дека тоа се потези кои се изнудени под силен притисок од страна на меѓународната заедница, после неколку години на празни ветувања дека ќе има право и правда, сепак нешто да се направи, дека тоа Заев, сега не директно Заев, знаеме дека Заев ниту апси, ниту обвинува, ниту суди, метафорички кажано дека тоа власта го направила под притисок, не баш по своја волја. Вие сте и адвокат, знаете малку повеќе и во однос на тоа, на конкретно што се случува, како гледате на тоа? Од адвокатска гледна точка можам да ви потврдам дека во дел од случаите каде што јас бев, кои беа под покровителство на поранешното во наводници САЕЛ, кое требаше да биде едно правично САЕЛ, нема случај. Тоа е се фингирано, измислено и го тврдам тоа. Добро, веројатно како адвокат тоа се очекува да го кажете, не е чуден тој став. Значи не можеш да, ако браниш некој што направил криминал, мислам, слушаме од вашите колеги тоа секојдневно дека тоа го кажуваат. не, ако направи некој што направил криминал, убиство, не можеш да кажеш на суд дека не направил убиство или дека не направил криминал, меѓутоа те треба да го докажеш. Да, но сепак овде зборувате како аналитичар, не како адвокат. Чисто ја го спомнав тоа како бекграунд. Правно зборам, меѓутоа како од политичка гледна страна мислам дека и претходно и сега политиката ги меша прстите во судската власт и дека одредени работи се пренадуваат, нарочито и медиумски. Ги спомнав овие два случаи, мислам дека Па тие се најкрупни процеси. да, меѓутоа мислам медиумското значење го и направи тие случаи да бидат бум во Македонија. Мислам дека Знаете што е загрижувачки? преголемо значење се дава на тие два случаи заради тоа што ако луѓето направиле вина, не е спорно дека треба да ги осудат. Ако не направиле вина, во текот на нивните постапки ќе си го докажат. Добро, сепак се работи за најмоќен човек во државата доскорешен и меѓу Не најбогатите знам по кои луѓе. параметри ги редиме се, кој е помочен, кој е А понемочен. секој е еднаков пред законите. Да, сите се еднакви пред Но знаете законите, што е така да загрижувачки, ако може Мислам јас дека да... има и притисок малце политички во сета оваа работа. Ако може јас да кажам, да, знаете што е многу загрижувачки во овие настани и процеси кои што ги споменавте сега. Значи, никој не е виновен се додека не е осуден со правосилна судска пресуда преку сите судски инстанции, нели? Апелација и врховен. Основен апелација врховен. Да. Сега, многу загрижувачки е тоа што овде, во едниот случај, другиот не го знам толку, не сум го анализирал, меѓутоа едниот случајот со поранешниот директор на Државна безбедност, постоеше толку крвнички, гебелсовски, ждановистички, медиумски притисок против него, и тоа токму од страна на оние кои што до вчера го викаа началниче, се сликаа со него, гуснат, го молеа. Тие направија силен медиумски притисок кој што одеше дури и во насока на кршење на основните човекови права. Случајот со притворот. За среќа имаше информација пред неколку дена дека практично тој не бил во бегство тогаш кога оние, да не кажам, медиумските потрчковци на Мицковски на сиот глас вреска заради нивни политички и веројатно и финансиска корист, дека Мјалков избегал. Тој всушност, како што кажа соопштението на јавното обвинителство, дека немало случај, односно дека тој не избегал. Туку тој бил тука цело време за да си го подигне, нели кога не отиде да го подигне решението за притвор. Не, ама сега од политички аспект го гледаме, се не навлегуваме во судски инстанции, тоа не е. Добро, што Но мислите? што сакам ова да го кажам. И власта и позицијата Значи, влече на негов грб. ние не смееме да отстапиме од принципите на правната држава. А тоа постоеше опасност и постои и веројатно за жал, според мене и се случува, во некои случаи токму заради силниот медиумски и политички притисок, во случајот, нели, против господинот Мјалков дефинитивно беше тотално видливо дека сите медиумски испостави нова раководство работеа против правната држава, односно против личните човекови основни дали права. Ивановски Со тоа што тие цело време ја притискаа власта, институциите на системот да бидат ригорозни
и да го апса човекот кога без никаква судска и правна основа. Јас Дали мислам- мислите дека Заев беше принуден на некој начин да делува, еве сега не знаеме дали само Па странците принуден туку и- медиумски токму од некои центри на МК во ВМРО да дали помогнат. беше принуден од јавноста да делува бидејќи од 2016 Не, немаше јавноста беше во случајот медиумскиот джган на Мицкоски. На ВМРО да помогнат. така вие го интерпретирате. Јас така Мене- да, тоа се мој збор. Мене ми е многу жал што еве така наречените устави родители што требаше на стварно на тие луѓе да им се помогне реално, ти реално не се Да, терористи, за таму, и не го таму направија. немаше притисок, да. Таму, значи, целиот народ излезе од срце, од душа, политичарите како Мицкоски го злоупотребија тоа за некои нивни цели Така е. и едноставно одмогнаа на тие луѓе да им се помогне во иднина. Да. Тоа ми е многу криво што ете така политиката се меша и во тој случај и ги направија тие работи онака како што не треба да бидат. Добро, ме информираа дека не истече времето. Страшевски, Нуновски, ви благодарам за учеството. Благодарам. На вас, почитувани гледачи, ви благодарам што следевте уште една анализа на Телевизија 24. Останете со нашата програма.